Македонка, најголемата индустрија за преработка на памук во Македонија, го пречека другарот Тито со искрените работнички срца, со песната на 30.000 вретена и 900 разбои што предат 5.160 тони памук. Славната штипска текстилна индустрија беше стожер на економијата во градот Подисарот во времето на Југославија. Во самостојна Македонија, конфекциите останаа да бидат еден од центрите на економијата во Штип. Старите приватизирани и новоотворените погони. Она што се промени беше правата на работниците. Ништо повеќе не остане исто. Ката рече дека оваа инвестиција ќе привлече нови странски компании во Бунарџик. На конфекциите им се придружија и странските инвестиции во Штип. Советувања за подобра економија и подобри стандарди за работниците. Влегувањето на Johnson Controls во Република Македонија ќе значи воведување на нови светски стандарди и принципи на работење и што е најважно, особено се цени човечкиот капитал и знаењето што многумина во Македонија ќе го добијат. Но има и уште една работа својствена само за истокот. Државните статистики говорат дека процентот на невработеност кај мажите е далеку поголем од оној кај жените. Жените ги носат домакинствата на грб. Тие работат на конфекциите и во фабриките на странските инвеститори. Нова ТВ разговараше со работнички од странските инвестиции и они од конфекциите. Женската работна сила е сила, но маката се чини поголема. Очекувавме дека ќе биде различно од конфекции, дека ќе работиме во странска фирма која треба да даде подобри услови за работа. Време со болувањето кога се разболиш, почнува кога ќе отидеш кај самиот доктор и ние се набодуваме дали ја треба да добијам болување или не, пошто кога слушна дека работам во Johnson Controls, он мене му убедува дека не треба да ми даде болување. Не смееш да извадиш болетување и ако извадиш тоа се прави притисок врз докторот или некоја од администрација одат под домовите на тие што изваделе болетувања. И јас сум одила не спана цела вечер со поврекање, со температури и он ми вика, јави се, ќе те разберат, а таму никој не разбира, значи дека си болна, за да не ми даде болување, пошто му праќат инспекции, МУЦ-во ги малтретират. Ако направам споредба со работата во Джонсон и онаа конфекција, можем да кажем дека во Джонсон е потешко. Он ми објаснува што не е мобинг, и ја кажам што е мобинг. Има 3 паузи, едната е 10 минути, после имаме ручек пауза 20 минути и едно за 5 за колку за цигано на пушачите. Во последно време имаме ограничување на слободата, колку смее да се оди, да си извршиш физиолошки потреби. Ограничена слобода. Треба, не може кога сакате да одите, треба да прашате или за да одиш на веце. Договорите за вработување се од 1 до 6 месеца, рядко кој има од година дена. И првите работници имаат само на неопределено, тие се ретки или веќе ги нема. Со тоа имаме некој дисциплински ефект. Треба да се стравуваме дали наредниот месец ќе бидеме без работа. Вака се, значи има исклучоци, значи што можем стварно да ги симнам капа, што знаат да ти пријатели поголеми од тел, значи пробуваат да дојдат до некој резултат со тебе, значи преку викање, преку навреди, преку закани, намалување на бонуси. Има случаи кај што ова се има десено, значи ако не го извадите таргетот, сите ќе вепат. Истражувањето на доктор Бранимир Јовановиќ насловено вистинската цена на ефтината работна сила ги посочи сите проблеми кои овие жени ги споделија со нас. Првиот научно од нашата анализа е дека просечната плата во овие фирми, во сите странски фирми што добиваат државна помош, е околу 260 евра, што е значајно пониско од просечната плата во државата. Просечната плата во државата е 360 евра, значи 100 евра повише.
Уште позначено веројатно е тоа што најголем дел од работниците работат во трите компании кои што дават најниски плати. Тоа се Drexel, Meyer, Kronberg и Schubert и Johnson Controls. Drexel, Meyer, Kronberg и Schubert имаат просечна плата од околу 240 евра, а Johnson Controls има просечна плата од 200 евра. Значи, овие плати се на ниво на просечната плата во текстилната индустрија во Македонија. Освен што платата е ниска, работниците се работат долго, работат обично прековремено, работат викенди и оценуваат дека работата е тешка. И ако ги прашате нив дали сметат дека се достојно платени за трудот што вложуваат и за тежината на работата, сите кажуваат дека не се достојно платени. Или странска инвестиција или конфекција, изборот на жените во Штип не е голем. Текстилниот комбинат Македонка во Штип веќе извозува платно во Германија, Италија и Швајцарија. А денеска штипјанки ги шијат луксузните европски брендови, како оние за линијата на сопругата на поранишниот премиер на Британија, Дейвид Камерун, за кој што британските написи открија дека се шијат во фабриката Монт на Јордан Камчев. Вака изгледаат работничките во конфекција од Југославија, а вака оние од Македонија. Смрзнати, оти за нив нема грејење во халите. Колку дена во неделата, колку часа? 6 дена по 8 сата. 48, да. Ретко. Празници сега почнаа да ги почитуваат. Напред не ги почитуваат. Ретко. И некои па од газдите што не ги почитуваат. Колку се платените работнички? Од 12 до 13 и 15 максимум ако стануваат преку време. Оваа жена е самоохрана мајка. Во конфекција работи од младоста. За старите добри времења вели дека не биле кој знае колку добри, но тогаш барем го имале човековото достоинство. Сега загубено во транзицијата. Семејство не може да гледа со конфекцијска плата, со игла и со пегла. Плата не се, фамилија не се гледа. Од конфекција не можеш да живееш. Ни да имаш колку придони се големи, немаш. 15.000 најголемата ти плата. Ама да остануваш и преку време и само ти додеш. И за осигурувањето да кажам, договорите. Што вика премиерот, бивши што беше сега кој ќе биде Груевски, вработување. Во Македонија нема вработување луѓе. Тоа е на договор. Договор подпишуваш на месец, на 3, на 6. Постојано. Тоа не е вработување. 5 години, 6, 7 и 10 се договор. Тоа не е вработување. Поентата е во тоа што нема политичка волја за тоа. Зошто? Па моето видување е дека државата сака всушност да ги држи работниците во ваква ситуација, затоа што сиромаштијата практично многу лесно се експлоатира. Сиромаштијата е она подложно тло за клиентелизам. Кога ви имате сиромашти и злоупотреба на работниците, многу е лесно да ги купите во предизборија. Многу лесно кога на работниците не им исплаќате плати со месеци, и кога им ги исплатите платите пред избори, им кажете гласајте за нас, работниците тоа ќе го направат. Така што моето видување е дека ова е всушност дел од она поголема политичка приказна за држење на социјалната неправда и сиромаштијата, за одржување на овие две работи со цел останување на власт. Синдикат треба да има, ама не смеат да се организират. Јас сакам да имам. Јас ќе бидам. Па зашо не смеат од газдите, не дават газдите? Има стопанска комора што се собират сите газди, што има претседатели на конфекционери, одат. Ако не сме глупави и ние, ако сме работници. Споменали ли не И јас споменувам, ама. Сплашат се, никој не смеат. На пауза сите зборат, ако додат таму сите радат. Нема синдикат во ниједна од фирмите, и не само што нема синдикат, него работниците сметаат дека ако некој проба синдикално да се организира на било кој начин, ќе биде избркан од работа. Сите три жени ни порачаа една работа, дека тие не би сакале да се стекне впечаток дека се патетични и плачат по стариот систем. Велат, плачеме поради загубениот сон, дека самостојна Македонија наместо да ги унапреди, ги уназади нашите права и животи.